ме за буша азбука, тоа рековме со Цеце. Вашата главна асоциација. Да, што е на моменти да речеме таму кај грклано да речеме и вибрира, а на моменти и прекинува. Што значи тоа? Рече за кога е вознемирена малку. Тоа е кога е малце така вознемирена, значи тоа го прави и кога е топло, например. Ама кај да ќе се смири она? Да, топло не е, сигурно че малку е вознемирен, има трема изгледа буба. Да, има трема. И неопходно да кажеме дека буба има 3 месеци. Замислете 3 месеци, ние рековме со Цеце многу хубава, нели прекрасница во студио, колку е возрастна, не изгледа така нели раскошна и трајче не вели има само 3 месеци. Значи, замислете имаме ние бебе буб во студиото и тоа е од буба бубо. Буба бубо. Да, тоа е всушност велиш ти дека еден од најголемите видови во светот и во Европа. Така, да. Ова што го има како експонат прекрасен жив во нашето студио. Во Европа е најголем, во светот е еден од најголемите, да. И Трајчеве на самиот почеток ќе збориме и за тоа, вели дека буба ќе расте уште четвртина од ова што го забележувате со овие димензии, значи дека ќе добиеме можеби не уште половина од ова, меѓутоа ќе имаме вистинска грабливка, раскошна убавица. Може би, знаеш како ќе договориме некое интервју за година и пол две, може и порано, ќе видиме, ама кој ќе порасне да го видиме процесот на растење на буба. Нема проблем. Да, Трајче ќе ни кажеш од каде. Па после ќе се видиме за буба. Сега да избегнеме тој ај контакт. Дали сте расположени Цеце да ја фати буба во својата рака? Може на крај. Може на крај. Да, ама дали си подготвена за таков предизвик? Ќе се спремам психички, само да потпрашам уште нешто за буба, да се запознаеме поубаво со буба и да ме гледа буба. Кажи, буба прекрасна. Ми намигна буба, мислам, со едното око. Трајче, така прави? Да. Со едно око намигнува. Кажи ни, еве пак, гледаш се и тебе те гледа. Сега ги гледа и гледачите. Ќе ни кажеш од каде е донесена, бидејќи и како одеше процесот твој на запознавање со буба за веќе да бидете во оваа релација во која што сте? Да, буба е словенка. Во Словенија ни дојде, морам да напоменам, многумина, знаете, ќе отидат, ќе купа, како прво несени со колари, па птицата ќе мугине, па немаат ниту дозвола, она е со сите потребни документи, има цитес, има пасош, и на новата. А и ти ги имаш твоите документи за да можеш да ја купиш, затоа што велиш не соодветни луѓе некогаш. Не, тоа така, да. Добро, продавачот може и да ви го продаде за пари, они се прават, за жал денеска. Ама кога веќе купуваш був, зашто да нема документи? Не е законски, ако нема документи. Така да процесот, тоа е една макотрпна работа, морам да напоменам, заради тоа што на ваква голема грабливка не е така лесно да се спрепитови. Додуше она не е ни целосно, него има поминато целосно процесот, пошто ќе мере само месец дена. Така да пред само едно можеби недела дена почнавме со официјален тренинг, заради тоа што и оставив еден период за да се адаптира на Македонија, на волиерата. Па и нормално, да се прилагоди. Колку килограми е буба? 2,5. 2,5 килограми? Ја мисля ќе кажеш и доста повеќе. Добро, а кажи ни сега какви услови... Беше тоа? Поглед на накај рефлекторите. Го забележите? Да. Ја го гледам Трајче, ама буба повеќе ја гледам како реагира. Какви услови бара Трајче сега буба, за да може нели да ја овозможиш она што ја е потребно, бидејќи сепак е ова дива птица и грабливка и ја чуваш во какви услови? Волиер, да. Па услови бара првенствено да има голема волиера, заради тоа што буфот на пример има широк распон на крилјата, овој буф баш го доживеавме тој распон на крилјата. Како нема тука камера да ја видите до 1,80 м стигат крилата, што не е така малце. Јас сум 1,85 м. Така да има голем распон на крилата, заради тоа ни треба волиера голема, едно 5-6 метра например да е. И она внатре тоа е нејзиното живалиште. Си лета, се живе и така натака. Потребно е во волиерата да има нормално вода, за да се она кога ќе се најаде, сака да си ја избања. Добро. Потоа се тоа сите бубови го сакаат. Да. Например, еве пред некој ден врнеше, нели, она цело време беше надвор да ја врне. Ја се чудев. Цело време. И ја снимам дури, викам, мора да се снима. Многу сака дошли. Инаку ќе потсетиме дека од Словенија доаѓа, како велиш ти, 4 гранични премини поминала за да пристигне веќе со пасош, како што треба нели регуларно за да пристигне во Македонија и нешто интересно дека од секој пат велиш си сакал буф,
веројатно тоа се исполнува. Мора да признам дека пред 3-4 години кога имавме едно искуство со тебе, веројатно Хари беше првата асоциација за Трајче. Хари за жал ни почина, замина, меѓутоа имаше прилика да дружиш со него колку години? 7 години. 7 години. 7 Тоа години. беше Јастреб? Јастребо, така и Да. затоа реков јас, ако јас го имав Хари во раката, ти ќе имаш Буба денеска во рака. А сериозно, има ли разлика, некоја дистинкција помеѓу овие грабливки, да речеме кој е попитом, ако можеме да кажеме, во светот на грабливките и во соколарството како гранка, со кое што полесно, да речеме, создавате една конекција, пријателство, дружење, поврзаност, да. Марко, да, има сериозна разлика. Например, еве Хари, го спомнавме Хари, Харисов јастреб, американски пустински јастреб, Парабутео уницингтус. Тоа е можеби најпитомата птица меѓу грабливките, за почетници идеална, например. Многу посакувана птица кај соколарите заради тоа што е мека. Тоа потекнува тоа што она лови во природата, зборувам, фамилиарно, мајка, татко, браќа, сестри, сите заедно и живее во семејство. Има таму строга хиерархија. Додека кај сите други грабливки, кај Буба и кај Бубо, кај нашата Буба, на пример, они си ловат сами, живеат сами, само кога е период на парење, знае да се спојат, да се спарат, на пример. Така да Харисов јастреб е најпитомата птица меѓу грабливките дефинитивно. Он да беше тука на пример можеше и да застане на една нога. Што подразбира кај птиците грабливки во нивниот свет дека птицата не се плаши, дека е сеедно дали сте тука вие, дали она сама, значи буквално не е исплашена. Она можеме да ја видиме на една нога кога е во својата волера. За Буба се зборуваме? Да. Да. Добро, до кој степен на тренинг или до кој степен на тренинг сте во моментов, затоа што велиш кратко време се дружите, но веќе успеавте да го издесувате ова, да стои на ракавица. Но што е следно? Какви се плановите со Буба? Па да, заедно од прилика недел дена стигнавме до овој стадиум, со тоа што ми дава нормално и да ја допрам, немам никаков проблем. Од почеток знае и да ве касне, ако не сте внимателни, например, нормално секоја птица, не е само она, има и канџи опасни, со кои што убива. Зоки, ќе може ли само да ги видиме тие прекрасни ногти? Да, еве. И канџи? Не, мислам, какво интро ми дава Трајче за сега, ако треба да ја земам? Немаш гајле. Сега иде следно, веќе ќе те омекнам за да не се плашиш. Ајде, добро. Значи, да, сега веќе иде во фаза на запознавање со луѓе, за да не се плаши и од луѓе, нормално да не се плаши од звукови од автомобили, други птици, животни, Што ја вознемирува сериозно? Куче, ама ја живам со куче, така да веќе го навикнав. Да, веќе го навикнав. Автомобили, автобуси. Да. И затоа сега имаме ние тренинг токму со овие работи што ги спомнав. Се што ќе видиш што е надвор во природата што не обкружува е за незе плюс и е многу добро за да го навикне, за да не се плаши, например. Инаку кога е во фаза на страв, кога се плаши, знае често пати да се да падне, например, од ракавица, може и да се повреди. Затоа јас сум тука за да внимавам и потоа веќе после таа фаза иде на слободен лет. Пред слободен лет нормално дека има тренинзи за послушност со конап врзана, ја довикуваме со месо и кога ќе биде спремна оди на слободен лет. Како ја храниме Буба, колку пати дневно, да, бидејќи ти спомена што преферира, вегетаријанец не е сигурно. Да, вегетаријанец не е. Овој период баш сега е со 2 пати дневно има оброци, знаеме дека јаде месо, јаде пилиња, јаде ставорци, например. Добро. Пилиња, тие што се еднодневни природен шкар, што во природата не може да опстанат, зборам за од кокошка, не знам, со што се вика со една нога, со 3 крила, со некои такви што не може да опстанат, што се за хумана употреба, нив ги јаде. Така да како што ќе помине времето, така она веќе ќе почне да јаде еднашка, но оброкот пак ќе биде пообилен. Сега најадена е? Сега не. Да знаеме, не е најадена. Јаде вечер, јаде на вечер. А на вечер пред спиење. Добро. А инаку Бувчињата, важи она дека бубовите спијат поголем дел од денот? Да. Одмараат.
И на кона малку нешто да мрдне, она одма е тука гледа. Одма очите да ги отвори. Трече, споминавме соколарство, но под соколарство се подразбираат повеќе работи или гранки. Може малку тоа да ни го подобјасниш? Така, па Цеце, соколарството е гранка во ловот, тоа е најстарата гранка во ловот, дури древна вештина, тоа кажавме ние утринава. Дури пред лакот и стрелата постоело соколарство. Некој бедуин таму видел дека со соколот може да се лови, му текнал размислил како да го фати за да лови за негова полза, за да опстанат. Бедуините преживеале само заради соколарството. Така да по соколарство спаја буфарство, еве има луѓе што чуват буфови, јастребарство. Има кај нас? Кај нас буфови, јас сум сам. Добро. Јастребарство. И за тоа си ти сам? Па не, имаме десетина луѓе сме зборам под соколарство, како широк поем. Орларство исто постои во соколарството, кај нас тоа не постои, у Србија има, и у Хрватска има, кај нас нема. Зашто па и немаме некои терени за орел, да лета, да лови секој ден, кај нас нема што се лови со орел, пошто знаеме дека орелот лови срна, например. Волк, некои големи крзнашици, кај нас нема никај да го најдеш. Кој беше најбрзиот сивиот сокол, чинам дека да? До 300 километри знам дека на час, така? Замислете на час, тоа е брзината што може да ја достигне сивиот сокол. Добро, спомена Србија, имате соработка вака на некое ниво, функционирате заедно за нели подобро живење можеби на овие диви птици? Да, јас сум почесен член на Српско соколарско друштво, покрај тоа што имам мое Аустрингер, Српско соколарско друштво Јарак се вика, таму сум почесен член. И кои се активностите на годишно ниво вака што се организира? Имаме соколарски средби. Ние соколарите ја славиме Свети Трифун како слава, например. Добре. Заради тоа што го сметаме Свети Трифун како заштитник на соколарите. Мислам дека во некоја прилика сме објасниле баш тука. Кидам дека вака секогаш спомнуваш, да. Да. Како заштитник. Да, така да ништо имаме секојдневни дружби, еве сега Србија не можам додам секој ден, но се слушаме, соработуваме за што и да затреба нешто, си помагаме меѓусебно. Имаме соколарски средби како што спомнав, заедно летаме одредени денови кога сме слободни со нашите птици и така. Во моментов е тоа. Да, инаку соколарството е чисто за информација, во 2021 беше прогласено за нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Претпоставам дека ова признание за оваа древна вештина за која што говориме денес им баш го повикува вниманието и од јавноста. И ќе подсетиме, еве во име на сето тоа, ти си еден од оние можеби заштитник или бастиони на соколарството. Смеам да кажам дека си интернационален соколар, така? Тоа е и официјалното звање. Сега, исто така еден од главните причини што се ни тука е тоа што можеш својата техника, знаење, мудрости, бидејќи повторно ќе кажам, забележувајќи те со Цеце, вистина ова да се создаде како една емпатија, поврзување, доверба, лојалност е сериозна работа и техника. Претпоставам дека сето тоа знаење ќе имаш прилика да го дадеш на овој курс по соколарство кој што го најаваш 3 месечен, ако не грешам, и тоа во Кучково. Да. Точно така, Марко, ти благодарам за прашање. Тоа не е новост, тоа е новитет од неодамна. Се решив за такво нешто заради тоа што сите овие години како што сум соколар, 14 веќе, имаше се јави сега моментално потреба од сето тоа. Се јавија доста луѓе што се заинтересирани покрај тие едукации еднодневни што ги правам нормално. Луѓето сака да научат нешто многу повеќе. И се решив да направам еден 3-месечен курс за соколарство. Во моментов се јави потреба заради курсот да пишам и книга. Пишам и книга, така да секој оној што ќе го посети курсот, нормално дека ќе добие книга. Во Кучково земавме место, таму 5 декари, сакаме да правиме соколарски центар. Во моментов браво. Треба тоа место да се среди, па да се направи. Таму ќе ги имаме сите оние излети што се на терен во Кучково, а во Волково ќе бидат предавањата. А и добро ќе биде баш во идна можеби тој центар да биде и едукација за млади, како посета, едно така, можеби нели викенд ескипизам, да си знаеме дека ќе се тоа е планот, така ќе има и место каде да се преспие, ќе биде како една мини зоолошка за птици на пример. Браво. Ќе има многу можно да се развие туристички и тој дел и да се привлечат туристи баш како една добра понуда.
Секако, еве, например, многу луѓе не знаат дека во Кучково имаме водопад. Да. Мислам, имаме. Јас не сум од таму, но има водопад. Има водопад што вреди на вистина да се посети. Добро, сега далеку е водопадот, но кој е Добро, за упорен? најхрабрите. Кој е упорен? Јас сум била, не е тешка тура, Не е да тешка, кажам. да, не е тешка турата. Често ги со велосипеди се оди натаму, така што и планинарското, да речеме движење наше кој што е Ти си по велосипедот, така да? идеално. Да. Идеално. Рече, со колку птици грабливки располагаш во моментов, што се чуваш во твојата колекција? Во моментов имаме две Добро. птици грабливки, ова е како што може да видите, овој буф и уште еден друг буф, кукумјавка, таа е набавена од Кукумјавка? Кукумјавка, да. Народски позната е така, инаку е туто алба, гутата, тоа е научното име. Тие се оние кукумјавки, многу ретки се, не знам дали впрочем гледачите имале прилика да ја видат, во главата, во лицето е жолта, како златна е. И е прекрасна птица, дефинитивно. Така да, во моментот ги имам тие две птици. Еве се предодредив на кај буфовите. Добро, следно вака што би сакал да имаш во Колекцијата твоја домашна. Па не сум размислил на таа тема заради тоа што не е така лесно да се има птица грабливка. Мислам дека и доволно се овие две сега за сега. За Добра, да им се ама посветам сигурно ќе им се посветиш, ќе ги запознаеш и така натака, ама желбата и предизвикот за нешто ново, верувам, останува. Па се знаеш како, например, овој Буба живее 30 години, например, и сега ми го одговори Сакаш да прашањето, кажеш? да. Дека сакаш да му се посветиш? Сакам да му се посветам, да. Инаку би сакал да имам Харис повторно. Само што тука малку се уште се двоумам дали да набавам Харис, пошто навистина Хари остави длабок трак во мене. Така да не знам дали повторно ќе имам или не знам, се уште сум во размислување. А инаку кога сме ке курсот по соколарство, може сите кои што не гледаат кој е начинот, нели, да бидат дел од овој курс кој што сакаат да го поминат 3-месечен, дали има возрастна категорија, ограничување некако да речеме, што би препорачал за луѓето кои што сакаат да го излечат соколарството, дали полека има интерес? Буба гледа во рефлекторите, многу е смешна. Она веќе и се смири како што. Да, можам да забележам да што не вибрира кај гркланот, тоа Да, значи и така имам чувство дека баш кога е во оваа положба со врачето кое е внатре, да речам, во утробата. Ова го прави заради горе, заради рефлекторите, мисли ќе паднат, ќе се случи нешто, Ќе биде природна среда, ќе стане. Ќе стане за околу курсот. Ти благодарам повторно на прашањето. Курсот, да, 3-месечен е курсот. Значи, мене ми е првенствено идејата луѓето да ги натерам да ја засакаат природата и животните, поготово птиците грабливки, да видат дека не треба да се убиваат, дека нема ништо лошо во тоа. Тоа е на крајот од денот еден ланец сиџир на исхрана што во природата нормално така природата така функционира, така да ние не сме никој да се трудиме да го пресечеме тој ланец, да убиеме животно. Така да јас сум против тие тој лов на диви птици, например, и на убивање. Така да тоа ми е целата да ги натерам и нормално да добијат едно огромно знаење за птиците грабливки. Не можам смешно како го врти поглед кај ми не прости. Може Да, би ти и дека некои гледаш. од тие луѓе што ќе дојдат секако дека ќе станат соколари, ќе живеат од тоа, ќе обстануваат. А и ќе чуваат гранката, ќе бидете баш чувари на истото. Да, заради тоа што во Македонија сме во дефицит. Нема многу малку луѓе сме што сме соколари, така да може да се пријават, например, преку мојот Facebook профил Трајче Китановски со кирилични букви или на Instagram MyHawk Хари. А инаку возрастна возрастна гранка нема, буквално нема, освен сада не некое дете од 9-10 години, нормално. Јасно, пак да биде малку, ајде да речеме, повозрастно момче нормално, девојче. 16, 17, 18, па нагоре може да разбира за себе и да не се плаши. Спремен си да ме увековечиш? Јас дури мислев ќе го прескокнеш предизвикот, ама многу ми е драго дека си храбра. Види, најбавото нешто во нашата работа е што можеме да ги искусиме овие ситуации. Ова нека да биде психички се подготвувам. Види, јас бивав Хари повторно ќе кажам, иако гледаш. Кажи ми сега што треба да направам или ќе дојдеш ти? Или не сме? Смееш, имаш кабел, сега не можеш многу да се движиш, а ќе дојдеш до кај мене или треба ја да доам?
Она се Кога веќе го правам ова еднаш во животот, барем да ме сликаш. Тоа сакав да кажам. Да, чекай. Сеце. Треба да станам. Па да. Кажи. Да. Ако мислиш дека Да. Ако мислиш дека е опасно, не, кажи не е опасно, ако може сега. да додеш од кај Марко од таа страна. Аха, добро. Ајде. полејкатите така со Не, Со посока. која рака? Со левата не се плаши. Левата? Левата, да, левата не Ама се ме- плаши. Ако тегля нормално, не се плаши. И веќе те Са малку фотографирам. ќе па и ова го правам прв пат во живот и јас. Како бе така, трајче Значи, сега види, ми кажуваш? Зборам со буфот, со овој буф. Иначе со други птици не е опасно А ништо. зошто јас да Слободно. бидам првата? Не се плаши тука, слободно, слободно. Само не ја гледа, добро. Како Ставија, добро? ставија. Погоди ги, јас сум тука. Погоди ги сите прсти. Тука сум, не се плаши, ги погоди прсти. Да. Добро. Извини, ја и тебе те стискам. Ако, добро сте. Не ме галя. Еве, тоа е тоа, Ќе малку ме е сликаш, тешка. Марко? Веќе тоа една фотосесија имаш. Добро. И се што да правам? Да го свртиме, Е, нема сега- шанси. Не ме Има- оставај сама Не те со оставам. буба. Е, па сега седни си, например. Да седнем? Да. Заедно? Да, да. Јас ти и буба. Да, и И па пуба Марко ќе одјави, односно најави. Ајде ме сликаш, барем Да, веќе. апсолутно, јас Буба, фотосесија сакаш ќе ли? Сега не направам. можам да те гледам Какво е во очи. чувството? Можеш, сега веќе можеш. Страф ми е. Што можам? Сама? Да ја гледаш во очи. Ми е страф уште. Сакам да правам, да, може уште пред малцет се да се навикне или да се Не, не, адаптира со ама тешка буба. е. Ти е тешка, 2 вака да ти кила. придржам. Добро. Сакав да прашам дали важи истото правило за сите грабливки во случајот дека не смеа да се гледат во очи директно? Дали ти мене ме овековечи бидејќи ова... Ти имаш фотосесија, Добро. за жал сите буба грабливки. не ја гледа тука буба, ти За сите грабливки, Марко, тоа важи дека не сме да се гледат во очи кога сме во непосредна близина, ако птиците се Го не се чувствуваат како доволно- закана тоа како нешто? закана. Заради тоа што птиците грабливки во природата тоа што ќе го погледнат во очи го напаѓаат и го јадат. И добро. сега она си мисли ако ти ме гледаш во очи ќе ме јадеш. И затоа може да те нападне, си вика пуво јас прв да те нападам него ти мене. Па тоа им е размислувањето, ама не станува случај тоа со тебе, заради тоа што еве, Јас сакав да кажам, сигурно имаш силни мускули на левата рака, бидејќи не е едноставно ова. Може да одјавиме Марко, бидејќи Да. веќе немам капацитет да го Да го- правам ова. Ама битно си овековечен и телевизиски, како што Да. рече Трајче, Фала ова на е Буба за оваа да, ова е дружба. прво искуство да има примо предавање на Буба во И туѓо. сега како да ти ја јас... на Не туѓо. стигаше заедно? Да. Имате Сега јас како фотографии да, колку да сакате. ти ја Какво е предадам. чувството, само кажи ми? Преубаво. Не се плаши, сега ќе ја земам, само извади ја Да извадам, ја држиш, да не Порека, падне, па не, има нема тука да падне. ексцес. Нема да падне, нема да падне. Добро. Еве, Може да ја најавиме Вања. Цеце го припати предизвикот, како и да е. Се надеваме дека Браво, Цеце. уживавте, подсетуваме уште еднаш, само кога почнува курсот по соколарство? А дајде, Марко, заврши веќе. 15 сега. 15 јули, да. Но ова морам да го напомена бидејќи е од значи слободна природа може да се пријавуваат и по тоа луѓето со Така. секој поединец работат поединечно. Индивидуално. Да, и индивидуално, да. Прекрасно. Трајче Китановски, нашиот интернационален соколар денеска и генерално представување на Буба во студиото, предизвикот да се има вистина е огромно, така што веруваме дека со овој предизвикавме внимание повеќе малку да го заштитиме соколарството како една древна вештина, благодарение на Трајче и уште неколку година во Македонија.